Во ова издание, Бразил, нов рекордер на дневни случаи со COVID-19. Светската здравствена организација предупредува пандемијата не забавува и во Јужна Америка. За последиците и ефектите од COVID-19, британската економија би можела да биде најтешко погодена во светот. Модерен киборг, 19 годишниот Кај Ландре, жив доказ. Ке ви кажеме, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, јас сум Јане Бојаджиевски, ова е News Flash. Околу контроверзноста на организацијата Антифа во протестите во САД. За ова подоцна во емисијата на почеток вестите на денот. Во време на улични протести ширум нацијата, американскиот претседател Доналд Трамп потпиша извршна наредба за полициски реформи. Намалување на криминалот и кревање на стандардите не се спротивставени цели, изјави Трамп пред да го потпише документот наречен Безбедни полициски мерки за безбедни заедници. Извршната наредба ги охрабрува полициските оддели ширум нацијата да усвојат највисоки стандарди за служење во нивните заедници. Овие стандарди ќе бидат високи и силни, какви што нема во светот, изјави претседателот. САД имаат повеќе од 2,1 милион заразени со коронавирус и околу 117.000 починати, објави Универзитетот Џон Хопкинс. Бројот на мртви како последица на вирусот го надмина бројот на жртви кои САД ги имаа во Првата светска војна. Бразил дневно забележува зголемен број заразени. Заклучно со вчера биле регистрирани преку 34.000 нови заразени за период од 24 часа. Државата сега има вкупно повеќе од 900.000 случаи, веднаш зад САД. Британската влада се соочува со жестоки критики за начинот на справување со COVID-19, откако прогнозите се дека британската економија може да биде најтешко погодена во светот. Хенри Риджвел од Лондон. На почетокот на март, како што пандемијата на коронавирус се расшири низ Европа, Италија, Шпанија и Франција воведоа строг карантин. Но во Британија и натаму имаше метеж по улиците, а супермаркетите беа преполни. Државата се затвори дури на 23 март, главно по советите на научниците од Кралскиот коледж во Лондон, кои предвидоа стотици илјади мртви доколку вирусот не се стави под контрола. Професорот Нил Фергусон беше меѓу тие научници. Ако воведовме рестриктивни мерки една недела порано, ќе намалевме смртната стапка најмалку за половина. Фергусон даде оставка од владиното советодавно тело за итни ситуации, откако беше фатен дека ги прекршува мерките за изолација. Британија регистрираше повеќе од 41.000 мртви како последица на коронавирусот, веднаш зад САД, кои имаат најголема смртна стапка. Премиерот Борис Џонсон го брани владиниот одговор. Донесовме одлуки во момент кога добивме инструкции од советодавното тело за справување со итни ситуации. Британија се уште се соочува со стотици смртни случаи и нови заразени секој ден, што е повеќе од незините соседи. Многу научници велат дека одговорот на Британија бил задоцнат. Имавме лабав карантин, наредбите за седење дома и мерките за социјално дистанцирање беа повеќе како поттик за граѓаните, а не правило. Британија полека се отвара, зоолошките градини, забавните паркови и малите продавници почнуваат со работа неделава, додека баровите и рестораните ќе останат затворени. Кафулињата во Франција, Италија и Шпанија се отворија повторно, како и повеќето од училиштата. Повеќето ученици во Британија нема да се вратат во училиште најрано до септември. Според критичарите, децата се игнорираат. Лицата заразени со ковид кои доаѓаат однадвор се закана за нашите напори за враќање во нормала. Неколку европски држави забрануваат патници од Британија поради високата стапка на заразени. Британија пак воведе 14-дневен карантин за сите што ќе влезат во државата. Лицата заразени со ковид кои доаѓаат однадвор се закана за нашите напори за враќање во нормала. Продолжената изолација се очекува сериозно да ја погоди британската економија. Прогнозите се дека ќе има пат од 11,5% оваа година, што е најлошо од сите развиени економии, иако само малку подобро од Франција, Шпанија и Италија. Евентуален втор бран на заразени би предизвикал уште поголеми последици. Насилството за време на протестите во САД според некои официјални лица било предизвикано од антифашистичката група Антифа. Претседателот Трамп размислува да ја прогласи за терористичка организација. За реакциите во продолжение. Антифа. Кратенка за антифашисти.
е движење за кое експертите велат дека нема цврста структура или вистински лидер. Безбедносните експерти велат дека она што го знаат за Антифа е дека се работи за релативно мала група во САД, сочинета од неколку десетици луѓе главно во 2 града. Антифа ја сочинуваат прогресивни и ненасилни лица кои се длабоко загрижени за расизмот и насилството во САД и во светот. Сепак во неа има и насилни лица кои сакаат да ги отстранат не само расизмот, туку и институциите за кои веруваат дека се поврзани со угнетувањето. Но во најголем дел тие се против белите супремацисти, неонацисти и ксенофобијата. Луѓето кои се идентификуваат како Антифа беа забележени на неколку протести во САД, носејќи црни маски и однесувајќи се агресивно кон полицијата и кон новинарите. Но истражување на Универзитетот на Мериленд покажува дека кога станува збор за политичко насилство, крајната левица често не е проблем. Според ова истражување, само 12% од сите терористички напади во САД помеѓу 2010 и 2016 година биле извршени од крајно левичарски групи, додека 35% биле поттикнати од крајната десница. Председателот Доналд Трамп рече оти сака да ја прогласи Антифа за терористичка организација. Сепак, како што објаснуваат адвокатите, дури и Антифа да е организирана група, федералната влада нема правен авторитет да го направи тоа. За да се прогласи за терористичка организација, според законот потребни се 2 работи: навистина да биде група и да има меѓународна конекција. Тоа не е мое мислење, туку е федерален закон. Суштината е дека не се работи за група, туку за широка филозофија. Според податоците на Центарот за изучување на омраза и екстремизам, во 2019 година белите супремацисти и радикалната десница извршиле 26 убиства од омраза. Лицата кои се идентификуваат како Антифа немаат извршено ниту еден таков криминал изминативе 3 години. Други истражувачи пак велат дека каков било обид да се прогласи Антифа за терористичка организација, би значило дека и други левичарски и десничарски групи би можеле да се прогласат така. Има примери кога Антифа би можела да се нарече терористичка група, но тогаш ќе треба и групите за заштита на животната средина и животните да ги наречете исто. Немаме структурална дефиниција за тоа што значи домашен тероризам. За крај на Newsflash, се чини дека во ерата на паметни технологии неизбежно е луѓето да размислуваат да ја направат технологијата дел од своето тело. Еден 19 годишник е жив доказ за тоа. Action. My name is Kyle Andre and I am a cyborg. Киборг е кратенка за кибернетски организам. Тоа е име за нешто што е дел од машина, а дел човек. Денес 19 годишниот Кайл Андре го следи екипа со камера. Се подготвува филм за тинеџерскиот киборг од Барселона. Ландре има посебен чип што ќе биде вграден во неговиот череп и друг во раката, кои му овозможуваат да ги почувствува космичките зраци во опкружувањето и да ги претвори во музички ноти. Универзитетот Принстон го покани овој млад човек во Њујорк за да одржи говор и да објасни што значи да се биде киборг. Бе возбуден што бев таму и што успев да го представам космичкото чувство за прв пат. Отидов во Принстон да го презентирам овој прототип и исто така зборував за кибернетска одбрана. Во моментов Кај носи прототип на чип кој ќе му биде вграден во черепот, што ќе го направи првиот човек што директно прима сигнали од просторот претворени во звуци. It's like hearing a light particle touch. Како да слушам лесна честичка што ми го допира сетивата како бим-бом. Тоа функционира на овој начин, ова е приемникот на космичките зраци. Во чипот има различни делови. Секој космички зрак се пренесува како различна нота. Убаво е што можам да го слушнам просторот. Ландре вели дека е подготвен за ова искуство. Тој верува дека тоа е дел од човековата еволуција, дел од истражувањето на природата, наместо нејзино освојување и уништување. Го гледавте Newsflash, јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. Пријатна вечер, се гледам утре.